PM честичките, најголемата закана за здравието и како да се заштитите. Загадениот воздух е сериозна закана за здравието. Светската здравствена организација предупредува дека изложеноста на загаден воздух секоја година доведува до милиони предвремени смртни случаи. Клучниот виновник се микроскопските честички познати како PM. Што се PM честички? PM се сложена мешавина од цврсти честички и течни капки, саги, чад, метали. PM2,5. Овие фини честички продираат длабоко во белите дробови. Главни извори се сообраќајот, индустријата и грејењето. PM1. Ултрафините честички се најопасни бидејќи можат да навлезат директно во крвотокот и да стигнат до сите органи, вклучувајќи го срцето и мозокот. Здравствени ризици. Долготрајната изложеност на PM2,5 се поврзува со зголемен ризик од срцев и мозочен удар, рак на белите дробови и намален развој на белодробната функција. Ефикасна заштита. Иако загадувањето не може целосно да се избегне, можеме да ја намалиме изложеноста. На отворено, редовно следете го индексот за квалитет на воздухот. Кога загадувањето е високо, избегнувајте напорни активности надвор. Маски. Користете само сертифицирани респираторни маски кои добро прилегаат, со ознаки N95 или FFP2. Тие филтрираат најмалку 95% од честичките. Во домот, држете ги прозорците затворени и користете прочистувачи на воздух со HEPA филтри. Намалете ги внатрешните извори на загадување, не пушете, не палете свеќи. Свесноста и примената на заштитни мерки се најмоќните алатки што ги имаме во борбата против овој невидлив непријател. Традиционално гравче тавче, посем грав со прас. Овој рецепт е за традиционално печено гравче, идеално за пости или како главно јадење. Состојки. Количината зависи од големината на садот за печење. Грав 400 до 500 грама. Кромит исечен на резанки 300 до 600 грама, количината е по желба. Прас исечен на кругови 300 грама. Бел лук ситно исечен 2 чешниња. Кромит ситно исечен 1 главица. Лута толчена пиперка 2 мали лажички. Сладка црвена пипер 1 мала лажичка. Сол и свежо мелен црн пипер по вкус. Маслиново масло 1,5 децилитар. Ловоров лист 2 до 3 листа. Приготвување. Потопување на грав. Измите го пробраниот грав, налејте го со вода и оставете го преку ноќ да набабри. Готвење. Следниот ден, истурете ја водата, сипете нова и варете го гравот околу 10 до 15 минути, па и таа вода истурете ја. Овој процес може да се повтори за да се намали надуеноста. Кога водата со гравот ќе зоврие, додајте ја ситно исечената главица кромит и варете додека гравот целосно не омекне, но внимавајте да не се превари. Подготовка на кромидот. Загрејте ја рерната на 200 степени Целзиусови. Во поголем сад или тава, на половина од загреаното масло пржете го кромидот исечен на резанки. Кога ќе се кристализира, додајте го празот и продолжете со пржење додека не почнат да се карамелизираат. Потоа додајте го белиот лук и почекајте да замириса. Тргнете го садот од ринглата. Посолете, ставете црн пипер, додајте ја лутата и сладката пипер и добро промешајте. Разбрав. Еве го скратениот дел за редење и печење. Редење и печење. Земјениот сад премачкајте го со масло. Гравот, пржениот кромит, запршката и зачините се редат наизменично во 3 слоја. По секој слој се додава малку масло. На крајот, налејте 1 до 2 лажици од водата во која се варел гравот, додајте ловоров лист и печете во загреана рерна на 200 степени Целзиусови околу 35 до 40 минути, додека не добие убава кора.